Гран при наградата Васил Ќортошев наменета за најдобрата театарска представа на 60-тиот ДАФ ја доби театарската група Годо за изведбата на драмскиот текст Тунел во режија на Кристина Танасова Арсова. Во текот на овие извонредни денови бевме сведоци на трансформативната моќ на живиот театар и ја прифативме вистината на мотото на нашиот фестивал. Театарот е жив. Во текот на овој фестивал постојано се потсетувавме дека театарот не е само форма, не е забава, туку живописно и живо суштество што постои овде и сега. Тоа е царството во кое дишат приказните, се зголемуваат емоциите и се создава човечка врска во реално време. Суровата енергија, опипливите емоции и интимните интеракции не подсетија на незамедливата вредност на живиот театарски искусен тек. Нашите млади актери го олицетворија овој дух во текот на овој цел фестивал, демонстрирајќи извореден талент, посветеност и вистинска љубов кон својот занает. Тие ги разголија своите души, ги истурија своите срца во нивните изведби и ни дозволија да станеме дел од нивните патувања. Нивната посветеност на живиот театар не инспирираше сите нас и повторно ја разгоре нашата страст за оваа уметничка форма. Додека им аплаудиравме на актерите, мораме да го препознаеме и огромниот заеднички напор што го оживува театарот. Зад сцената, безброј поединци работеа неуморно, режисери, сценски менаџери, сценографи, костимографи, техничари за осветлување, инженери за звук и целиот продукциски тим. Секој игра витална улога во создавањето на волшебниот свет што го доживувавме. Но да не ја заборавиме улогата на волонтерите на фестивалот, да не ја заборавиме публиката. Секој од вас, како сведоци на овие представи, придонесе испишување на една историја на 60-тото јубилејно издание на фестивалот. Вашето присуство, вашите реакции и вашиот ангажман ги поттикна и ги поттикнуваше актерите на сцена. Наградата за главна женска улога и припада на Анџелија Мирковик за ликот на Наталија Стефановна во едночинката просидба од Чеков во продукција на Академското позориште од Ниш, Србија. Даниел Гочевски, кој го толкуваше ликот на Драган Тарабунов во представата Драги уметници на театарот Чекори од Скопје, ја доби наградата за главна машка улога. Представата умрежени на културното уметничко друштво Бранко Радичевиќ од Одбор Просвета Почетин Хрватска доби награда за истражување нови сценски изразни средства и експеримент во аматерскиот театар, а во образложението беше нагласено дека таа вклучува лица со посебни потреби и представува коментар на актуелната состојба во која децата се жртви на виртуелната реалност. Во категоријата најдобра представа за деца и младинци наградена е изведбата на драмскиот текст Црвенкапа на драмското студио Летечка театарска група од Тетова во режија на Зоран Јовановски. Наградите за најдобра споредна женска и машка улога ја добија Тамара Стојановска и Никола Кузмановски од театарот Чекори од Скопје. Годинава ДАФ се одржа под мотото Театарот е жив, а покрај преварувачка програма имаше и неколку придружни содржини, како и гостување на Народниот театар од Велес и на театарската група од Истанбул, Турција.